Zima ili leto, пролет или есен, веќе нема никакво значење. Апаратите за мерење на загаденоста на воздухот во скопската општина Карпош постојано покажуваат зголемени концентрации на частичките PM10 и PM2,5 во воздухот. Овие апарати често покажуваат дека концентрациите на овие частички во воздухот се многу над максимално дозволените количества. Според овие податоци, например, концентрациите на частичките PM2,5 во Карпош се за 48% поголеми од загадувањето во центар, а и таму се над дозволените граници. Оваа ситуација ги предизвика жителите на Карпош да се организираат во неколку граѓански здруженија, кои веќе подолго време постојано се обидуваат да сторат нешто, да ги предизвикаат општинските, градските и државните власти да преземат мерки. Засега без успех. Тие од време на време сами одат во ноќни екопатроли и се обидуваат да откријат кој тоа среде лето го загадува воздухот. Се приклучивме во една од нивните контроли. Концентрацијата на частичките PM2,5 постојано е над максимално дозволените концентрации. Таа частичка која ќе вдишате, директно влегува во белите дробови, во алвеолите и не запира таму на некоја си мембрана, затоа што е толку голема да не може да ја помине. Пошто е толку мала, таа ја поминува таа мембрана, влегува директно на тие мембрани што се помеѓу крвните најмали капилари и алвеолите. Значи таа преминува таа мембрана и влегува директно во крвните садови. Кога ќе влезеш ти директно во крвниот сад, во крвотокот, ти се шеташ и се шириш низ цело тело. И кај ќе заглавиш, кај ќе застанеш, кај ќе се наталожиш, таму ќе направиш проблем. Поради тоа што не постои безбедно ниво на овие частички, Светската здравствена организација постави 24-часовен просек за PM2,5, кој не смее да надмине 25 микрограми на кубен метар повеќе од 3 дена во годината. Во Карпош и во текот на летово овој просек беше надминат. Зиме, тоа веќе е правило. Општинските власти и Министерството за животна средина си играат пинг-понг за тоа кој е виновен за загадувањето на амбиенталниот воздух. Нивните инспектори ретко кога излегуваат на терен. Активностите на граѓанските здруженија досега покажаа дека на територијата на Карпош некој постојано загадува, пали кабли, гуми и ѓубре, топи старо железо, олово, без почитување на никакви минимални законски ограничувања. Тоа најчесто се прави ноќе, по некои отпади, во напуштени објекти, без никаква контрола и законска рамка. Кога дува ветер, тоа без проблем се прави и преку ден. Од тука не изненадува тоа што наутро вредностите за загадувањето со овие канцерогени частички се многу ниски, а околу 20 часот навечер тие вредности стигнуваат и до 50 и 75 микрограми на кубен метар. Активистите апелираат дека загадувањето најчесто доаѓа од север и делумно од исток. Оттаму најчесто доаѓаат смрдејата и загадувањето на воздухот. Таму се отпадите и погоните во Момин поток, под Зајчеврид, кон Злокуќани, кај непуштените погони на Велур Флок и Купрум. Но никој никого не казнува, пријави има, ама никој досега не ставил клуч на ниту еден погон, отпад, а канцерогените частички се тука и никому ништо, велат активистите. Значи, некако овој проблем се става на маргините, со тоа што не му се дава некој приоритет, не се апелира за негово решавање, не се земаат конкретни мерки, него се прави некој хаос во тоа надлежностите кој за што е надлежен. Дојдовме до овој степен. Значи ние наместо да имаме мало, па да почнеме да го решаваме и да го симнуваме, ние дојдовме до степен да бидеме меѓу првите во Европа со 3 градови најзагадени. Ако сака да се реши проблемот, првим да ги најдеме загадувачите, тие во кои се сомневаме ние, со неколку дронови, 2 или 3 дронови со камери, не мора термални камери или мобилни мерни мерачи да се направи на неколку локации да ги поминат во тие временски зони кога ние гледаме на графиконот дека се покачуваат. И со преклопување на податоците точно може да се види каде е изворот. Со начинот на кој ги игнорираат и нашите барања и пробуваат да не замолчат на некој начин, се плашиме дека може има и бизнес интереси. Значи, разбираме дека немаат инспектори многу, меѓутоа тука ние можевме да соработуваме. А општинарите велат дека немаат доволно инспектори, дека нема услови да се излезе на терен надвор од работното време, дека комуналниот инспектор заминал во пензија, дека е потребна асистенција од полицијата и наредба од општинските власти.
За време на нашата екопатрола не наидовме на некои видливи активности што би можеле да значат загадување на воздухот, но она што беше невообичаено беа високите огради, обезбедувањето, неможноста да се пристапи до некои погони и отпади. Што тоа таму се прави и се крие, прашуваат активистите. А во Карпош и натаму, и во август, и во јануари, и во ноември или во мај, има денови кога нешто интензивно смрди во воздухот, кога печат очите, кога пече грлото, а надлежните не забележуваат ништо. Граѓаните, активистите, загрижените жители продолжуваат да апелираат и да укажуваат на оваа ужасна состојба, која очигледно не е проблем само во Карпош, туку и во цело Скопје, како и во Тетово, Битола, Кичево, Кавадарци.